Добра вечер, почитувани гледачи, вести на КТВ телевизија. По најавите на интензивни врнежи на терен делуваат водостопанство Тиквеш. Се чистат речните корита, опасност за поплави нема. Метеоролозите најавија во следните неколку дена во Македонија ќе има интензивни врнежи од дожд на терен, излегува надлежните служби од каде велат на подрачјето на Тиквешијата се делува согласно годишната програма. Апелот само ги забрза работите, па деновиве интензивно се чистат речните корита, информира директорот на водостопанство Тиквеш Љубе Димов. Според Димов опасност од излевање и поплави нема. Една од другите акции која спроведува и самото водостопанство Тиквеш во овој период е очекувањето и на високите води што ќе паднат овие денови, така да се врши и регулација на речните корита. Поточно се продолжи со акциониот план за чистење на речните корита од вегетација како и од наноси, така да може да се направи пропусната моќ на речните корита да биде подобро, за да може да се соберат тие големи води кои очекуваме да дојдат во наредниот период, како во есенскиот дел, така и за пролет. Значи оваа акција од сега па до пролета ја продолжуваме ние во континуитет. Очекувате ли со акции навремени и со дождовите кои што се најавуваат Тиквешијата да помине без никакви опасности од големите води? Вака, значи во изминатите периоди, ако на некои места се појавуваа поплави во другите водостопанства на територијата на действување на водостопанство Тиквеш, некои поголеми поплави не сме имали изливање на речните корита. Тоа е сето заради континуитет и во последните неколку години каде водостопанство Тиквеш ги врши овие активности. Поточно на овој дел денеска кај што се научиме пред 5 години, речното корито можеше да пушти само 200 метри кубни во секунда, така да пред 2 години кога беа големите поплави, околу 350 метри кубни вода беа пропуштени и не се случи никакво излевање на реката Црна. Значи во континуитет ќе го работиме ова седат со цел за превентивно да можеме да ги спречиме изливањата на реките. Од водостопанство Тиквеш уште еднаш апелираат, простор за паника нема, колку и да го има дождот на терен се делува редовно и засега критични точки не постојат. Со пари од погранична соработка со Грција ќе се реконструира старото училиште во општина Росоман. Одобрен е проект за реконструкција на старото училиште во општина Росоман, ќе се работи со пари од погранична соработка со Грција. Средствата се одобрени од партнер страната, се чека на финалните чекори од надлежните министерства во Македонија, најави градоначалникот на општина Росоман Стојан Чалазов. Преку Тиквешки вински пат имаме аплицирано за пари од прекограничната соработка со Република Грција и ние како општина учествуваме таму со 3 проекти, меѓу кои главен акцент и главна насока ние да го добиеме овој проект кој што значи обновување на старото училиште, односно на домот на културата, со негде висина на средства од над 280.000 евра како општина и плюс средства кои што ќе ги добие, значи нашата општина кој е партнер во овој дел, но исто така мора да кажам дека партнер е и самата влада на Република Македонија, односно преку Министерство за локална самоуправа, така да мислам дека имаме големи шанси бидејќи навистина квалитетен проект кој што е оценет веќе од страна на партнерската општина и од значи чека само уште кај нас да се помине. Навистина не сакав многу да зборувам за овој проект бидејќи самите услови пред изборието сега што се случува, не знаеме во која наској ќе не донесе, значи не знаеме дали ќе може да го тераме, мада во законот значи стои дека можеме сите започнати проекти да ги тераме и понатаму. Јас верувам дека наскоро, односно негде до 17 ноември ќе се знае и од наша страна дали тоа ќе биде прифатен проект, дали ќе биде кофинансиран од страна, значи тука сите сме финансиери на некој начин, бидејќи не се работи за мал проект. Во него, како што кажав, ќе биде целодневен престој за стари лица, ќе има дом на културата, ќе има библиотека, невладини организации, музеј. Значи просторот е огромен, над 1200 квадрати на 2 спрата, така да мислам дека навистина имаме простор да во овој дел на Росоман или во ова старо училиште развиеме комплетно една
еден нов начин на размислување на живење на луѓето од Росуман, се со цел, значи, збогатување и проширување, односно разубавување на, како што сега милувам да кажам, разубавување на Росуман во делот да стане и атрактивно за живење, но исто и во делот да привлекуваме инвестиции, да правиме повеќе проекти, значи се во насока на подобрување на животот на граѓаните. Старото основно училиште во Росуман ќе биде модерно и повеќе наменско културно катче. Во истото простор ќе има за библиотека, невладини организации и културни друштва, дневен престој за стари лица. Неговата реконструкција ја поддржаа и советниците. Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов упати честитка до сите граѓани по повод Денот на македонската револуционерна борба 23 октомври. Денот на македонската револуционерна борба 23 октомври е празнување на идејата за самостојна и независна Република Македонија. Овој ден е символ на непокор, патриотизам и правда. Овој ден е паметник за 6 македонски патриоти кои се здружија со визијата за слободна Македонија. Вечно ќе ги славиме и ќе се сеќаваме на хероите Хаджи Николов, Попарсов, Груев, Татарчев, Димитров и Батанџиев. Тие го поставија стожерот за освестување на македонскиот народ дека борбата што ја води треба да биде само негова, а не да гине во туги војски за туги интереси на сопствената земја. Нивниот пат го продолжија и линденците и јасномците, остварувајќи го вековниот стремеж за сопствена, суверена и демократска држава. Денеска, кога сме свој на парче од своето, треба да бидеме мудри и да обстоиме на принципите на македонската револуционерна борба, а воедно и храбри во делата и одлуките во нашата мисија за создавање на просперитетна и европска Македонија. Нека ни е вечен денот на македонската револуционерна борба, да живее Република Македонија, се вели на крајот во честитката до сите граѓани од градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Со пораката да бидеме верни на принципите на македонската револуционерна борба, достојни и храбри во нашите дела и одлуки, сигурни во просперитетната Македонија. Честитки по повод за 23 октомври упати и градоначалникот на општина Росуман Стојан Челазов. Апел до возачите упатија децата од основните училишта ширум Македонија. Секој ден да е безбеден, посакаа тие. Во рамки на кампањата Секој ден да е безбеден, која ја организира Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, децата од основните училишта ширум Македонија преку заеднички пораки испраќаат апел до возачите за нивно одговорно учество во сообраќајот. Безбедноста на децата во сообраќајот е одговорност на возрастните. Ние сме иднината. Чувајте ги децата во сообраќајот. Јас сум само дете, ти си одговорен. Во близина на училиште намали ја брзината. Биди совесен возач. Ова се само дел од пораките, кои вчера децата од повеќе од 100 основни училишта од сите страни на Македонија заеднички ги испратија до возачите. Да се биде дете и да се учествува во сообраќајот не е едноставна работа и тоа возрастните секогаш треба да го имаат предвид. Кога ќе се случи некој трагичен настан, сите сме вознемирени и сите делиме совети како треба да се однесуваме во сообраќајот. Но на наше огромно жалење таквите совети траат кратко, а секојдневната пракса и начинот на кој се однесуваат возачите во сообраќајот го потврдуваат токму спротивното. Токму затоа апелираме до сите возачи да го слушнат гласот и пораките кои денес децата ни ги испраќаат и да размислиме добро, затоа што тоа се искрени детски пораки и се однесуваат на сите нас. За жал, брзиот начин на живење, динамиката и темпото на работа ни оставаат многу малку време да размислуваме за најважното, за безбедноста на нашите деца во сообраќајот и затоа целта на кампањата беше да се потсетат возрастните на децата и на потребите кои тие ги имаат за да бидат сигурни и безбедни во сообраќајот, истакнува Ристо Манчев, секретар на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Во акцијата активно се вклучува и Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Кавадарци. Од таму велат, согласно програмата, тековно се одвиваат активностите за едукација на најмладите низ основните училишта
училишта и градинките. Средбата со нив низ дел од училиштата веќе ја има инспекторите за превенција од полициска станица Кавадарци, а најмладите учеа за основните сообраќајни правила. Од 25 до 29 октомври ќе се извршуваат боеви гаѓања на армискиот полигон Криволак. Од командата на гарнизонот апелираат на внимателност и забрануваат било какво движење. Од армискиот полигон Криволак го информираат местното население од општините кои гравитираат околу полигонот во периодот од 25 до 29 октомври годинава во реоните на Брест, Кршковица, Мушанци, Голема Страна, Каша и Тубра, Белкамен, Козарник, Джидимерци, Читаклија, Кукулци, Караоджали, Хаджихамзали, Кавли Калајка, Куртепе, Штраклево и Енешево ќе се извршуваат боеви гаѓања. Во наведениот период се забранува секакво движење и престој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои може да бидат опасни по живот, а доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и да се известат надлежните органи од командата на армискиот полигон Криволак или СВР Штип, полициска станица од општа надлежност Неготино, полициска станица од општа надлежност Кавадарци и полициска станица Градско. Стрелиштето на кое ќе се извршуваат планираните гаѓања ќе биде видно обележано согласно со законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедени со физичко обезбедување, се потенцира во соопштението на армискиот полигон Криволак. Од јануари следната година ќе се либерализира пазарот за интернет игри на среќа. Од следната година државната видеолотарија ќе го загуби монополот во организирањето интернет игри на среќа, бидејќи истекува периодот од 2 години во кој таа имаше ексклузивитет за приредување вакви игри на среќа. Во јануари 2017 и овој пазар ќе биде либерализиран и други домашни или странски компании ќе може да се регистрираат во земјава по исполнување на бараните услови и откако ќе добијат лиценца, ќе функционираат легално на пазарот за интернет игри на среќа во Македонија. Околу 4.500 македонци се регистрирани на единствената легална опција за интернет игри на среќа. Регистрираните играчи можат да изберат спортско обложување или електронска казино игра, а во оваа понуда се вклучени 32 интернет игри на среќа. Играчите можат да се обложуваат во живо или директно преку телефон. Според Законот за игри на среќа од следната година, државата ќе издава 2 вида на лиценци. Едната за производител, а другата за приредувач на игри на среќа. Владата исто така ќе издава сертификат за хардверска и софтверска платформа, која носителите на лиценцата ќе ја користат за регистрирање на сите финансиски трансакции и други видови неподатоци. Производителот лиценцата ќе го чини 25.000 евра, а приредувачот за лиценцата ќе издвои 50.000 евра. Приредувачот ќе плаќа и посебна давачка во износ од 0,5% од вкупната вредност на уплатите на месечна основа до 15 во месецот за претходниот месец. Синоќа беше отворена изложба на 16 фотографии, изработени со специфична техника тумитипија од авторката Јана Луловска. Синоќа во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе беше отворена изложбата на фотографии наречена Корелација од младата авторка Јана Луловска. Несекојдневно беше тоа што Луловска работи во една апсолутно нова техника која за прв пат се прикажуваше пред кавадарчари, а станува збор за некогаш популарната благородна техника наречена гумитипија. За животот и творештвото на Луловска говореше нашиот актер Диме Котев, а потоа за самата техника и за самите фотографии збор имаше и авторката на изложбата. Поводот за ова наше собирање вечерва е изложба на фотографии во рамките на Кавадаречката културна есен. Се работи за изложба од 16 фотографии направени во една необична техника, наречена гумитипија.
на авторката Јана Луловска со наслов Корелација. Околу ова навистина необична техника, попосле малце ќе ни каже нешто самата авторка, која е родена 1986 година во Скопје, завршила уметничка и приложена фотографија на Националната академија за театарска и филмска уметност Крсто Сарафов во Софија, Бугарија. Ова е прва самостојна изложба, а ова излагање вечерва кај нас во Кавадарци е четврто поред на оваа изложба Корелација, првото во МКЦ во Скопје, потоа во Бугарија, во Софија, па во Битола, па сега овде во Кавадарци. Разбирањето на фотографијата не е едноставно. Фотографиите се текстови кои се впишани во поимите кои можеме да ги наречеме фотографски дискурс. Тој дискурс е ист како секој друг, заплеткан, поврзан со некој друг дискурс, со фотографскиот текст. Ова го рекол Виктор Бургин. Самата техника, значи наречена гометипија, е една од најстарите фотографски техники, експериментална техника и аналогна техника. Процесот е многу бавен, се рачна изработка. Да ви го објаснам накратко целиот процес. Хартија, која што не е фотографска хартија, значи не е фотосензитивна. Во овој случај јас користам арш хартија, акварелна, се нанесува емулзија, која што е првенствено заштита на самата хартија. Таа емулзија се суши, потоа се нанесува друга емулзија која што е фотосензитивна, тоест е осетлива на светлина. Сето тоа се работи нели во апсолутна темница и може пригушена светлина, затоа што материјалот е сензитивен, нели. Се суши емулзијата, од кога ќе се исуши, се експонира филмот и потоа се развива во чиста вода. Но од кога ќе се развие фотографијата, се суши и потоа се повторува истиот процес повторно од почеток. Наново емулзија се нанесува, се суши, па се експонира, па повторно се развива во вода, па пак се суши, па повторно, се додека се постигне последниот сакан ефект, за да се добијат сите различни тоналности. Така да процесот е долг, тоа се долги експозиции, развивањето е долго, една развивање 30 на минути, пример, и така натака. Спорт. Македонската кошаркарска федерација попушти. Цените на лиценци за домашните играчи остануваат по-старо, додека лиценците за странците ќе бидат поново. Кризата во македонската кошарка е најверојатно близко до разрешница, откако раководството на федерацијата ја обелодени одлуката да ги врати старите такси за лиценци за домашни кошаркари. Цените за регистрирање на играчи од странство остануваат исти, како со претходната одлука на управниот одбор, но за мотивација на развојот на домашните кошаркари и кошаркарки, менета е одлуката со која вредноста на домашните лиценци порасна за неколку пати. Македонската федерација ги информираше сите клубови членки дека во интерес на застапеност и развојот на кошарката во Македонија делумно ја stornира одлуката донесена од управниот одбор, која се однесува на вистина на таксите за регистрација на кошаркари и кошаркарки во сите рангови на надпреварување, вклучувајќи ги и младите кошаркари. Одлуката гласи: таксата за регистрација на домашни кошаркари и кошаркарки не се менува, останува иста како во сезоната 2015-2016, а останува на сила одлуката за висина на таксите за регистрација на странските кошаркари и кошаркарки. Со оваа одлука федерацијата сака да даде до знаење дека развојот на македонските кошаркари и кошаркарки останува приоритет на федерацијата за во иднина. Сдруженијето на кошаркарски праволидерши пак во вторник ќе треба да донесе одлука дали ги
припаѓа овие услови понудени од страна на Федерацијата за конечно да стартува новата сезона. Челниците на Федерацијата направија компромис, одложувајќи ја за една година одлуката за зголемување на цени на лиценци за домашни играчи, како во првата, така и во младинските конкуренции. Петар Румовски и неговите соработници сепак се тврди на ставот за лиценците за странските кошаркари да важат од оваа сезона, како што велат како јасна порака за борба за подобрување на состојбите во која се наоѓа македонската кошарка. Сдруженијето на праволигаши најавило нова средба за вторник, веднаш по врзаниот викенд, па останува да се види дали сега ќе бидат прифатени понудените услови од страна на Федерацијата. За очекување е постојано да се јават причини за отпор, меѓу другото и поради големена цена на котизација, која досега не беше споменувана, но прогнозите се дека клубовите речиси сигурно нема да бидат едногласни при бојкотот, с оглед на фактот дека поголем дел од нив се базираат од домашни сили. Со тоа би се отворил простор за веќе во текот на следната недела да биде извршено делегирање и следниот викенд конечно да стартува кошаркарското првенство. Секако, доколку прволигашите или барем поголем дел од нив дадат зелено светло дека се подготвени да учествуваат во македонското елитно друштво. Временска прогноза. Утре ќе преовладува променливо облачно и потопло време со сончеви периоди. Температурата ќе се движи од 13 до 20 степен. Временската прогноза беше и последната информација за денес. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатни мигови со нашата програма. Thank you.